Единиците на Наџински паднаа на суд. Двајца државни службеници од општина Берово, кои поради единиците добиени од градоначалникот, останаа без работа. 4 години водеа судски спор пред сите надлежни судски инстанци и докажаа со пресуда дека градоначалникот на Берово не ги оценил законски. Веднаш по неговото стапување на функцијата градоначалник, почна со одмазда кон дел од вработените и почна првите беа дисциплински поставки и негативно оценување. И вредосно на тоа неколку државните службеници беа деградирани, значи спуштени на пониско ниво по звањата, а тројца од државните службеници беа отпуштени од работа. Каде погрешил во оценувањето Наџински? Прво Митко Илиевски беше оценет за 4 работни места на кои што беше распореден во текот на 2010 година. Тој беше оценен за сите работни места. Значи, ако на тие работни места задржуваше по неколку дена. Додека моето оценување се го изврши раководител на одделение за урбанизам, по време кога јас бев распореден во одделение за локален економски развој и таму немаше директно претпоставено. Најголема жртва од ова незаконско оценување сепак е општина Берово. Двете судски постапки само за парнични трошоци на тужителот се платени во едната постапка 68.000 денари, а во другата 46.000 денари, зашто се парнични трошоци на спротивната страна, во кои влегуваат судските такси, застапување на полномошници, а во иднина ќе следат значи барања за враќање на работно место, или тие незаконски отпуштени двајцата вработени и истата на плати придобивена се отплата од работен однос. Каков е коментарот на Наџински за спорот? Би поставил прашање до господинот Дејан Каламадевски, ако мисли дека го добиле предметот и се вратени на работа, зошто не дојдат во општината да бидат распоредени од моја страна на работни места и работни задачи, зашто не ја блокираат сметката или да дојдат да направиме компромис за да им исплатат плати. И јас мислам се дека не се завршат до крај и добијат извршност овие постапки, мислам дека неосновано е и не треба да го коментираме тоа. Инаку ова е прв судски спор во регионот со кој државни службеници се спротивставија на оценувањето од нивните претпоставени.